проект во склоп на прекогранична соработка на Република Србија и Република Северна Македонија со цел подобрување на животна средина. Во рамки на овој проект, кој што вредност на сумата која што ја добиваме е 310.000 евра, која што се дели равномерно на јавно предпријатие Водовод Куманово и јавно предпријатие Врање. Во склоп на овој проект Водовод Куманово ќе добие канал джет, цистерна под притисок, која ќе служи за прочистување на атмосферска и фекална канализација. Ваков вид на специјално возило со оваа намена ЈП Водовод Куманово за последен пат има добиено 96-та година. Така што се надеваме дека со ова ќе ги подобриме услугата кон граѓаните. Најголеми предизвици има при поројни дождови. Тоа е од причина што атмосферските води се вклучуваат во фекалните канализации, тоа предизвикува истекување. Со оваа цистерна ќе можеме побрзо и поефикасно да реагираме во такви случаи. Тоа е и намена и цел на овој проект. Во соработка со општина Куманово и Североисточен плански регион постојано ги следиме сите повици кои што се достапни и имаме оформено тим на луѓе исто од јавното предпријатие со кои што се изработуваат проекти и аплицираме. Моментално имаме, тоа можеме да го најавиме, општина Куманово аплицира за проект за реконструкција на филтер станица во висина од 1.300.000 евра, кои што веќе се обезбедени и се надевам дека ќе почне реализација некаде во март 2023 година. Исто за некои 3-4 месеци очекуваме да добиеме и специјално возило КИП, исто преку проект Североисточен плански регион, која што вредност се слегува некаде околу 50.000 евра. И нормално, затоа што овие средства не можеме сами да ги обезбедиме, ќе продолжиме и наредниот период да аплицираме и да ги следиме сите повици. Најголеми проблеми се јавуваат онаму каде што нема атмосферска канализација, затоа што сите атмосферски води, сите олоци се приклучени во фекална канализација, која што е со таков капацитет со каков што е, и при обилни дождови, порани дождови, поради презаситување на постоечката канализациона мрежа, доаѓа до излевање на истата по улици или враќање на истата во семени домови. Прво е битно што е 5 тонска, со капацитет од 5 тони, значи 5000 литри, за да поголема не ни треба, затоа што нема да може да влегува во оние што се потесни улички. Мислам дека беше некаде 4 или 5 бари притисок. Доволно, да, сосема, значи спецификација правена општо, пошто не може да фаворизира никој. Надворешна фирма ја спроведува постапката за јавна набавка. И значи тоа е во тек и за тоа не можам да зборам, значи да ќе видиме што ќе добиеме на крај. Проекат јачање прекограничне сарадњи измеѓу Републике Србије и Републике Северна Македонија со заедничким циљем унапреđenje животне средине е од изузетне важности за Водовод Врање. Морам да кажам да смо први пут учесници у оваквом проекту, ИПА проекти. Веруjem da ćemo i u budućnosti sarađivati sa vodovodom iz Kumanova. Inače imamo dobru poslovnu saradnju oko razmene bilo kakvih iskustava. Konkretno kod ovog projekta smo aplicirali za građevinsku mašinu ICB, biće korišćena za izgradnju i produžetak kanalizacione mreže, kao i od nekih mogućnosti kao zaštita od eventualnih poplava. Vrednost te građevinske mašine je nekih 105.000 eura. Iz projekta će biti oko 85% finansirana iznos donacije i maltene će nekih otprilike 15% biti samo na teret Vodovoda Vranje. Nepovratna sredstva od
IPA fonda. Voda kod građana je oko 100 dinara zajedno sa prečišćavanjem i oko 250 dinara kod pravnih lica. Svakako, kažem, dobri odnosi su uvek između Vranjskog vodovoda i Kumanovskog i to je neka šansa za stvaranje nekih novih mogućnosti i dalje saradnje.